Дрварот што разбираше јазиците на животинките. Чита Александар Станојков. Еден човек си бил дрвар. Идејќу од дрва, еднаш чул кај туку пишлите на змија во сред еден огон запален од едни суи расие. Кога ја видел дрварот змијата ќе изгорит, му се нажалило и пресекол едно фиданче та го пружил преку огон. Се качила змијата на пратот и се избави од огнот. Едно слегла на земи и му рекла на дрварот: "Зини бре дрваре, за да ти плукнам в уста, за да разбираш сите јазици од сите животни што се над земјава за доброто што ми го стори." Зинал дрварот и му плукнала змијата в уста. Си потерал кобилата и кончето тоарини со дрва. Пооде малку и рзнаа кончето и кобилата и си проговориле помеѓу себе. "Мајко, мајко," рекло кончето, "многу се уплашив од змијата кога му рече на стопанина ни да зини. Јас го сторив оти в уста ќе му влезит, ама шуќурот и ништо не му стори." Бре, синко, ние сме имале късмет да не го клукти, оти ако умреше овде, нам волците ќе ни зееја." Дрварот слушал и се чудел дека разбира што си чинеле лакрди и кобилата и кончето. Слушал пилците што пеале и од нив разбирал што зборувале, така и од другите животинки се му разбирал. Си дошол дома и утрото се сготвил за нагости у татка и на жената во некое село ќе служал некој сведен. Јавнал дрварот кончето и жената му ја качил на кобилата, та си тргнале по пат. Дошле на едно угорно и кобилата постанала назад, аж дребето подкачило и му викна на мајка си за да повијаса да го стасат. А таа му одговорила: "Море арно бре синко да повијасам, туку јас сум со 4 души, а ти си со 2. Чул дрварот и слегол од кончето, ја симнал жената си од кобилата и ја вкачил на кончето, чунти му се нажалило за кобилата дека била ждребна, а жената трудна и така биле 4 души, а после се разделила со по 3 души. Дрварицата го кладе во ум тоа пременување од кобилата и му рекла на мажа си: "Оти бре човеку ме симна од кобилата и ме вкачи на кончето? Туку така ми текна морижено и те менив," му рекол. "Не, мажу, не, ти нешто знаеш што ме мени од кобилата. Туку кажи ми дури од бргот и друго чари не бидуат." Одат по патот и туку го јадит жената дрварот за да ја кажит. Појдоа кај татко и таму туку го мачит за да му кажит. Си дојдоа дома и пак таа тоа од умот не го вадит. "Ја ќе ми кажеш, мажу, ја ќе умрам," му велела. "Кажи ми, заошто ме мени од кобилата на патот?" Си најде белјата дрварот со жената си. Да му кажи, треба да умри. Чунки така беше му рекла змијата. Ако кажит некому ти разбират од сите јазици, ќе умрит. Да не кажит, од жена си дерман немал. Поминале неколку дни ѓоа да забори и жената му. Таа, што си знаела, тоа си правила. Умела од кумела, не му излегувала. "Кажи ми, мажу, што ме симна некне од кобила, оти ти знаеш," му велела. Еден ден му се стегнала за да му кажет или в бунар ќе се валяла. "Мори жена," и вели, "ќе ти кажам, ама ќе умрам, после вдојца ќе останеш и дека ќе ти кажам, никакво фајде не ќе видиш ти. Умри ако сакаш, мажу, ама кажи ми," му рекла. Нели така, жено? Приготви се што треба за мојата умирачка, да јас да одам да си искупам гробот и да си направам ќурот в чаршија, да после ќе ти кажам и да умрам. Без да го пожелат пуста дрварица, засукала поли ракај, заготвила се што треба за умирачката од мажа. Си ископал гроб мажот и си донесол ќурот дома, да му послала сред одаја и си легнал на плеќи, си прекрстил раце на градите, уште да и кажит и да си умрет.
Си имал еден петел и многу кокошчи што си чепкале на буниште во дворот и петелот на брго си пеал кукурику, кукурику. Песот, мачката, кобилата и кончето сите увилени дека ќе му умирал стопанот. На песот му се смачило и се едно петелот пеел и му свикал: Дебре петле, како не ти е грефот и стопанот ќе не умрит, ти да пееш. Знаеш ли ти ако не умрит, птиците алот ќе ни јадат. Тебе ти се чинет зар стопанка ни за свадба готвит јадење и пиење. Море будала таа готвит за умирачка, да затоа требат и ти троа да жалаш. Дејди море песоде, да, јас не сум будала како стопана ми да умирам од една жена. Еве јас 30 кај повелам и сите под крило и поминувам. И на ниједна не му легнувам, а не како него да една жена да му легнити да умират. Да ви е арам, ако го жалате и вие таков будала, кога не земат едно дрво да му скршит костите. Што да му чинам? Нека умират и нека му е уѓе. Кога ја чу тие зборови дрварот од петелот, рипна од кај што беше спружен и грабна едно дрво, те ја натепал жена си арно и си останал жив. Така де, ете, сега напримаш ти, рече петело на песот. За ваква жена вака треба. А кога ти речет нешто, во очи да ти се полит.